паузата за ЕХФ неделата, каде ракометарите ги одработија своите репрезентативни обврски. Викендов повторно се играше ВИП Суперлига. Коло број 9, со 4 нови интересни средби. Почнуваме од Битола, каде Пелистер и Борец во меѓусебен дуел бараа вклучување кон средината на табелата. Велешан има одличен почеток на надпреварот, со овој убав гол од крило на Кире Мачевалов, први поведоа, а се придодаде веднаш потоа и Љупчо Игнов за рана предност на Борец од 3:0. И одржуваше таа предност Борец до средината на првото полувреме, кога Пелистер сепак успеа да се опорави од послабиот старт на средбата и почна серија која до полувремето не само што му донесе пресврт, туку и солидно водство. Ова е Боријан Маџовски со гол од полуконтра. Одличен меч играше Маџовски, постигнувајќи 7 погодоци, а пред крајот на полувремето со 2 прецизни реализации од седмерец дополни и Васко Димитриовски за водство на Пелистер од 13:9 на паузата. На почетокот на второто полувреме Велешани успеа да се спротистават инаку добрата одбрана што ја играше Пелистер. Со 2 гола во низа на Злате Стојковски успеа и сериозно да се доближат на само 1 гол негатива, 19:18 во тој момент. Но веднаш потоа следуваше нова серија на Пелистер и тоа од 6:0. Еве дел од тие погодоци на Маџовски, тој самиот постигна 3 гола во таа серија. По серијата на Пелистер од 6:0 надпреварот замина во мирна завршница. Во конечните 25-20 во Пелистер, Маџовски со 7 и Димитриовски со 6 погодоци беа најпрецизни кај победникот, додека на спротивната страна Икономов, Мачевалов и Лазаровски постигнаа по 4. Значајна победа за Пелистер, веќе втора во низа, како најава за враќање кон повисоките позиции на табелата. Во петокот Суперлига се играше во Скопје. Ова е надпреварот помеѓу Работнички и Металург 2, надпревар во кој, според досега прикажаното во сезоната, домакинот влезе со изразита фаворитска улога. И уште од самиот почеток на надпреварот, избраниците на Андон Бошковски најавија дека немаат намера да му остават на гостинот никакви шанси за евентуално изненадување. Цврста одбрана, брзи контри, а на реализација Вања Илич. Рекорд за Илич во досегашниот дел од шампионатот. 14 постигнати погодоци на овој надпревар за 1 гол, надминувајќи го својот претходен рекорд кој го држеше уште од првото коло и дуелот со Охрид. Тешко успеваше Металург 2 да се спротистави на расположениот домакин, покрај Илич погодува и останатите ракометари. Ова е реализација на Александар Василевски. Работнички по само нешто повеќе од 10 минути веќе водеше со 10:1. Иако Металург ја консолидираше играта во продолжението и успеа да воспостави теренска равноправност, веќе тогаш беше јасно дека нема да добие многу шанси за пресврт. Постигнаа 5 гола во низа гостите. Ова е еден од нив на Филип Стојменов и на Малија, за момент на 10:6. Сепак до полувремето, Работнички повторно ја зголеми предноста и на пауза се замина со 18:9. А во најголемиот дел од второто полувреме, разликата се движеше од 8 до 10 поени. Не недостасуваа ниту атрактивни моменти и тоа на двете страни. Немања Марсенич беше меѓу поефикасните Работнички, покрај Илич секако. Димитар Димитриовски беше носител на реализацијата кај Металург. Мирната завршница донесе конечни 32-24 за 7-ма победа од 9 средби за Работнички и 9-ти пораз во исто толку надпревари за тимот на Металург. Што се однесува до стрелците, Вања Илич го заврши надпреварот со 14 голови како најпрецизен, Немања Марсенич додаде 5 кај Работнички. Кај Металург 2, 7 голови за Димитар Димитриовски, 5 реализираше Лице Шилевен. Скопска пресметка имаше и во саботата и повторно Металург. Овој пат првиот тим пречека уште еден од претендентите за висок пласман, тимот на Пролет. Иако гостинот настапи без тренерот Илија Темелковски, кој беше суспендиран за оваа средба, добро го почна надпреварот и успеваше да одржи резултатска неизвестност во почетните минути. Сепак високата и силна одбрана на Металург, предводена повторно од голманот Дупјачанец, му донесе серија на домакинот од 4:0, а преку реализациите на Жарко Пешевски и Никола Костевски, Металург на полувреме замина со предност од 11:6. Во второто полувреме Металург знаеше како да ја одржи контролата и врз резултатот и врз играта, постојано одржувајќи предноста, стигна до заслужена победа на крајот. Стефан Стојановски беше на нивото на задачата во нападот на Пролет. Ова е еден од неговите 6 погодоци. Кај Металург
Ова е гол на Филип Талевски, додека дури 11 различни ракометари се запишаа во листата на стрелци. Пролет не успели намали во ниту еден момент на помалку од 5 гола разлика, а серијата на Металург од 6-2 во завршните минути на преварот ги постави конечните 27-18. Никола Костески со 8 погодоци беше најдобар стрелец кај Металург, кој останува непоразен во Суперлигата и по 8 одиграни на превари. Стефан Стојановски со 6 гола беше најпрецизен кај Пролет, кој го бележи својот 4-ти пораз поред. И за крај на прегледот се селиме во Радовиш, на дербито помеѓу Радовиш и Прилеп, дуел со исклучителна важност за двете екипи во борбата за првите 4 места на табелата. Со две победи од последните две тешки средби против Борец и Пелистер, радовишани влегоа во овој надпревар, додека Прилеп, иако игра солидна раковна сезонава, забележа 3 порази во последните 3 надпревари против Металург, Охрид и Работнички. Очекувано изодначено почна надпреварот, а Прилепчани поведоа со 7-4, откако предводени од погодоците на Менде Петковски и Јован Талевски направија серија од 3-0. Но Радовиш брзо најде начин резултатски да се врати. Ова се два погодоци на Александар Долдуров. А Ивица Илиев реализираше 3 од 4 седмерци, кој Радовиш ги доби за само 5 минути во тоа време. До крајот на времето, домакините направија пресврт и иако водеа и со повисока разлика, на пауза заминаа со 18-16. Продолжија двете екипи со одличната игра во нападот и реализацијата и во второто полувреме, а Радовиш таму успеа да поведе и со 5 гола разлика, 22-17. Два погодоци во низа на Бобан Блажевски меѓу другите. Но од моментот кога Радовиш поведе со 24-20, почна долгата серија на Прилеп, која комплетно го сврте резултатот во полза на гостинот. Никола Секулич погодува од пикерската позиција и тоа го прави 3 пати поред. Прилеп најпрво прави серија од 4-0 за изjednačување, а со продолжение на добрата одбрана во завршницата стигнува и до водство од 28-27. Турченко и Шаренат се успешни во напад во тој период. Прилеп поведува со 31-27, а откако Турченко со овој гол донесе 32-29 за гостинот на помалку од 2 минути на крај, јасно беше дека прилепчани ќе заминат со 3 бода. Во завршната минута, двете екипи постигнаа уште неколку погодоци за конечни 35-30 за Прилеп. Никола Секулич со 8, Горан Шаренац со 7 и Димитри Турченко со 6 погодоци беа носители на победата на Прилеп, додека Ивица Илиев со 11 и Петрушевски и Ордев, кои постигнаа по 5 погодоци, беа предводници на нападот на Радовиш. Еве ги уште еднаш сите 4 резултати од викендов во VIP Суперлигата, во очекување на две заостанати средби помеѓу Металург и Борец, односно Охрид и Вардар Јуниор да се одиграат во среда според планираното. Пред тие средби, на табелата Металург е прв и неприкосновен засега во првенството. Го следат Работнички и Охрид на втората и третата позиција. Интересна ќе биде борбата за четвртото место, каде моментално се наоѓаат Прилеп и Вардар Јуниор, следени од Радовиш, Пелистер и Пролет. На последните две места се Борец со 6 бода и Металург 2 се уште без бодови.